Откако со месеци го најавуваше, опозицијската ВМРО ДПМН го поднесе предлог законот за амнестија за настаните од 27 април. Како што со месеци велеше, власта експресно го одби тој предлог. И покрај тоа, предлогот на опозицијата не е без значење, бидејќи доаѓа во период кога премиерот Зоран Заев почна да говори за помирување. Така на настаните гледа и универзитетската професорка Беса Арифи, но таа инсистира на разлика меѓу амнестија и помирување. Мислам дека и самиот тој процес на помирување значи најпрви прифаќање на вината и на одговорноста за тоа што се случи на 27 април, објаснување на сите страни и елементи на тоа што се случи тој ден и после тоа веќе може да се разговара за некои елементи кои што би го олесниле вината или пак санкцијата за тоа дело. Меѓутоа, ваква општа амнестија за сето тоа што се случи на 27 април, по мене е невозможна и неприфатлива, бидејќи повеќе ќе штети на демократскиот процес, отколку ќе се придобие од истиот. Дали постои некаков праг на толеранција што општествено би бил прифатлив? Тешко е да се воспостави праг на толеранција кога се работи за терористичко загрозување на уставниот поредок. Ние веќе сме во напредни фази на судскиот случај во врска со 27 април. Обвинението беше оценето првично од страна на судот и веќе сме во, како што реков, напредна фаза на случајот и сепак тоа обвинение остана како такво, квалификацијата остана како такво до сега. Сега, како ќе воспоставите праг на толеранција кога се зборува за дело кое што вклучува тероризам? Ако воспоставите таков праг на толеранција, има и друго дело на тероризам за кој што други лица беа осудени за кумановските настани. Доколку се прави една таква толеранција во овој случај, а не се прави во друг случај, пак ќе се сведеме на тие меѓуетнички обвинувања дека кога се албанците во прашања, тие по-строго им се суди и така натаму, во однос на етнички македонци кои што би можеле да бидат, како да кажам, амнестирани од вакви случаи. Самото обвинение беше знак дека можеби веќе е дојдено време кога вакви тешки кривични дела ќе се казнуваат без разлика кој е сторител на истите. И затоа мислам дека е многу тешко да се воспостави било каков праг. Арифи направи првична анализа на содржината на предлог законот со кој се бара амнестија не само за тие што се осудени и за оние на кои во моментов им се суди, туку и на осомничените лица. Кои се тие осомничени лица јавно не е познато. Она што е познато е дека обвинителството подолго време води предистражна постапка за така наречените нарачатели на насилството на 27 април. Преведено, ВМРО ДПМН бара ослободување од кривичен прогон и за тие лица. Професорката Арифи сепак забележува дека амнестијата предложена од опозицијата можеби не се однесува на сите инволвирани во тие настани. Се гледа дека амнестијата ќе се однесува на точно наброени кривични дела. Тоа го кажа во нивната пресконференција во ВМРО ДПМН како предлагач на овој закон и од тоа што се кажува и на предлог законот се работи за 4 таксативно наброени кривични дела, учество во толпа која што ќе изврши кривично дело, учество во толпа што ќе спречи службено лице во извршување на своето действие, насилство и терористичко загрозување на уставноста. Многу е интересно што во оваа група на кривични дела не се спомнува таксативно, посебно не се набројува и обидот за убиство, кое што се разбира е дело за кое што се обвинуваат лицата кои што го нападна Азијадин Села во собранието. Дали е тоа така намерно направено или пак е испуштено со цел да не биде дел од таа амнестија, тоа треба дополнително да се објасни од страна на предлагачите на законот. Меѓутоа, како факт може да се види од самиот поглед во овој предлог закон. Откако ВМРО ДПМН го презентираше предлог законот 360 степени ги праша и граѓаните. Треба ли да има амнестија за 27 април? Треба да се амнестираат луѓето. Да, така мислам. Зошто мислите? Има многу неправилности што се одвиваат таму. Кај што се, сакам да кажам, и тежина на нив, и тежина на фамилиите и све. Папранушно нас не аспект. Збатим и плјот да и търсеше и лиѓите. И лиѓите аз никаде. Нџов се на претендојм Башкимин Европјан,
një aleancë за партнеритет me NATO dhe me Unionin Evropian, atëherë zbatim të ligjit, ndëshkueshmëri të krimit. Заднината да биде подобро за младите, нека биде и тоа. Апсолутно не. Зошто? Се знаат причините и последиците. Тоа се подразбира. Не треба многу филозофирање. А дали за вас е прифатлива амнестија до одредено ниво, само за одредени обвинети? Апсолутно, амнестија не треба за никого. Ако сакаме правна држава. Për organizatorët do të ketë dënime, do të ketë burgime, do të na shtojnë dijen që se ka pas çdo politikan ko se ka vepra kriminale, ai do të përgjegjësi për ata, të dënohet faktikisht. Може да се прости секогаш нешто. Добро е да се прости. Па мислам дека е погрешно. Зошто? Па затоа што некој ако направил некој прекршок нешто треба да одговара пред закон. Ai që ka bo krim, duhet me nësi për krim. A mundet mu bo kjo paqësore, du me thonë me ja falë, në shembull, ato gabimet e vogla, të mëdha kur nuk falë. Дали за вас би било прифатливо амнестија до одредено ниво? Дел од обвинетите да бидат амнестирани, а дел не? Па не прифаќам никакво амнестирање. Па добро е, нека има помирување, зашто? Нека има амнестија, не ништо лошо. Дури и амнестијата да поминува кај дел од граѓаните, таа многу потешко ќе помине кај меѓународниот фактор. Одговорност за настаните од 27 април е едно од домашните задачи кои Македонија ги доби на Јунскиот совет на ЕУ, како услов за почеток на преговорите за членство. Советот на Европската Унија ја повторува важноста од продолжувањето на воспоставување правна одговорност за злоупотребите изнесени во јавноста со прислушуваните разговори од 2015 година и на неуспешните механизми за надзор, како и дека мора да се утврди одговорноста за упадот во собранието на 27 април 2017 година. Против амнестија и американската администрација, но треба да се забележи дека шефот за Балканот во Стейт Департментот, Метју Палмер, минатиот понеделник покажа разбирање за процесот на помирувањето. What I heard from the Prime Minister was talk about reconciliation, which is different than amnesty. And so I think there is going to be a need to balance reconciliation and accountability. The process of striking that balance is a political process. It's one that the leadership of Macedonia will be responsible for moving forward. It's important that process take account of European standards, in that Macedonia's aspiration is to begin the accession negotiations with the European Union, move forward towards EU membership. That process requires a demonstrated commitment to rule of law. I'm confident that the right balance can be struck. It's not up to the United States to determine what that balance is or what that process should look like, but there is a process that has begun in Parliament to discuss these issues and to identify an appropriate and constructive path forward. Премиерот Заев во денешната изјава во која предлогот на ВМРО ДПМН го оцени за обид за дерогирање на правниот систем на државата, сепак спомна изнаоѓање механизми за спроведување на помирувањето во рамки на националното координативно тело што допрва треба да се формира. Но кои се тие механизми кои нема да влијаат на судскиот систем, ќе ги задоволат најмалку обвинетите пратеници, останува нејасно.